Океј, дечки, како да имаме контрола во животот? Што е тоа што ни дава контрола во животот? Сега, кога ќе речеме контрола, има интересно нешто, има интересен цитат од филозофот Хабард, вели: животот е игра, играта се состои од цели, препреки и слободи, контрола и неконтрол. Ако имаме цел да даеме гол во фудбал, треба да надминеме препреки 11 играчи, ми имаме слобода да подаваме, да трчаме, да се движиме и така натаму, така да гледате, имаме слободи, имаме и препреки. Сега, за да имаме контрола во животот, за да имаме контрола во постоењето, ние мораме да се зафатиме со некоја цел. Но гледайте, тука доаѓаме до нешто кое што помал број на луѓе уствари го можда не го знаат, го чувствуваат, веројатно, ама можеби не го виделе на некој начин на кој што сакам да го објаснам денеска. Контролата е многу важна, но единствениот начин да се движиш напред. Затоа што единствениот начин да се движиш напред е да имаш и неконтрол. И сега ќе ви објаснам што тоа значи. Ајде да кажеме кога возиме автомобил. Контролата е претежно пред нас, нели? Но имаш малку контрола во ретровизорот, имаш малку контрола околу тебе, може да се свртиш, нели, имаме слепа точка во возилото, се во новите возила на ретровизорот имаш и означување дека имаш кола во слепата точка, но како и да е, мора да се свртиш. Сакам да кажам, не е секогаш да гледаш само напред, но во главном гледаш напред. Сега, немаш контрола кој ќе те претрка, немаш контрола кога навечер возиш, осветлува автомобилот 100 метра, или колку и да осветлува, ни толку можеби, и веруваш дека ќе отидеш понапред. Кога возиш велосипед, ти вртиш со тркалата, одиш напред, но не се вртиш цело време лево и десно. Во животот кога имаш контрола, кога за некои работи немаш контрола. Во животот имаш контрола, кога за некои работи немаш контрола. Ако ти имаш време за контрола врз се, уствари немаш контрола. Ајде да ви дадам пример. Замислете, имате некој спортист, кој што од сабајле треба да стане, треба да отиде на тренинг, може би е пливач. Иде во ниедно време на Ладново да плива, да тренира и тој има цел. Гледате, тој нема контрола кој искочил у кафич тој ден. Или вечерта треба си легне порано затоа што од сабајле има надпревар у сабота. Ону петокот не му е гајле кој излегол у диско. Не му е гајле што другарите е рекле за него. Не му е гајле за ништо кое што фактички не е важно и не е поврзано со неговата цел, и не му е гајле за ништо што не е поврзано со неговата визија. Со други зборови, кога човекот оди напред во животот, он за многу сегменти во животот нема контрола. Се гледате колку интересно, он не ни треба да има контрола, поради тоа што кога се обиде да има контрола врз тоа врз кое што не треба да има контрола, он нема да има контрола врз животот. Доколку се обидете да имате контрола врз работи врз кои што не треба да имате контрола, тогаш немате контрола во животот. Сега, но луѓето, поради тоа што се занимаваат со многу минорни работи во обкружувањето, ако видите некој човек кој што е во комфорт зоната, он е толку комфорен, а умот му сака проблеми, да он ќе најде занимација и ќе се обиде да контролира работи кои што нема потреба да ги контролира. Ме разбирате? Одеднаш почнува да го интересираат работи за појма немам. Баби, дедовци во фамилијата, па ќе седне се со родниниве дошло наместо си учи, он на маса со нив е сем ако не при пауза. Ама е на маса со нив, све го интересира друго, сем тоа што треба да го интересира, не го интересира. И сега во животот, кога почнуваат да ни интересираат работи кои што ние уствари не треба да ни интересираат, тогаш почнуваме во животот да немаме контрола. А во животот имаме контрола кога фактички имаме неконтрола баш врз сегментите од животот врз кои што ние не мораме да имаме контрола. Кој што ќе каже за тебе? Ако ти си цело време со... Тој е најубав пример за немање на контрола врз животот. Кој ќе каже за мене? Што ќе кажат луѓето за мене? Што ќе кажат комшиите за мене? Непотребно ставање на внимание. Сега не викам дека човек треба да не се грижи уопште, гајле ми еве што како ќе мислат, ама луѓето идат до екстрема. Затоа што почнува да се стопираат, затоа што им станува пренагласено гајле за тоа што околината околу нив ќе мисли. И што се случува? Наместо он да се бутка својата креативна и конструктивна цел, нагласувам, креативна и конструктивна цел, он се обидува да спречи
нешто кое што уствари нема контрола врз тоа. И не ни треба да има контрола врз тоа. Се поентата што ме е, ако ти почнуваш да немаш цели во животот, ќе почнеш да имаш минорни цели. Кога ќе почнеш да имаш минорни цели, немаш контрола врз животот. Кога имаш големи цели, кога имаш цели поголеми од тебе, што сакам да кажам кога имаш цели поголеми од тебе? Целта мора да ти е доволно голема за да те инспирира, затоа што инспирацијата доаѓа од цел. Енергијата наша доаѓа од некоја цел која што ни е важна, за која што сме тука на оваа планета, нешто кое што сакаме да го постигнеме, некоја мисија која што имаме. И ако целта е поголема од нас, и доколку таа цел се обидеме да ја постигнеме, ние имаме контрола врз животот, а немаме контрола врз животот кога немаме никаква цел и кога целта не стануваат некои минорни, непотребни работи за кои што ствари не ни треба да размислуваме. Но, како што обично бива, гледайте, проблеми луѓето во животот сакаат. Сега, кога човекот си сака некои минорни проблеми, он колку повеќе се занимава со тие минорни проблеми, толку помалку почнува да мисли на неговата цел. Или замислете да се вратиме на пливачот, на детево што пливало. Се детево имало цел. Секое утро станувало. Секое утро било во дисциплина. Секое утро оно крирало енергија. Зошто крирало енергија? Затоа што има желба да стане првак, да освои медалја за Македонија. Поради тоа што едноставно сака да плива и така натаму. И се гледате, он оди ни сите тие препреки за да стигне во дадена ситуација, да стигне до дадена цел. И кога се соочува со препреките, он уствари почнува да креира енергија. Знаете од кај потекнува зборот енергија? Зборот енергија потекнува од два грчки збора ергон. Ен значи во, ергон е работа. Зборот енергија значи во работа. Сега кога човекот е во контакт со препреки и ги надминува тие препреки и доаѓа да ја постигнува целта која што сака да ја постигне, он крира енергија. Кога човекот не крира енергија, кога нема отпор кој што треба да го надмине. Гледате, кога има енергија се прави кога има триење на две подлоги. Кога земете стапче нели да го тргате, ќе се запали тревата на крај, зошто поради тоа што се ствара енергија, се ствара топлинска енергија и се ствара енергија на тој начин што умот, телото доаѓа во контакт со препрека. Тоа е поентата на теретаната, кога човекот ќе дојде во контакт со препреки, кога ја надминува таа препрека, он уствари крира енергија. Во животот е исто. Кога имате визија и цел и кога ги имате препреките, тогаш крирате енергија и крирате среќа. Цитат од истот филозофот Хабард: среќа е надминување на препреки кон позната цел. Сега, ако човекот има некоја цел која што ја знае и кога ги надминува се сите тие препреки, он ствара енергија и ствара среќа. И има контрола врз животот поради тоа што знае каде оди. Но човек кој што нема правецот, кој што нема насоката, кој што нема целта, која што мора да има, он уствари е у неконтрола во неговиот живот и уствари почнува да контролира работи кои што не треба да ги контролира. Кога имате вистинска цел, визија и нешто што ви е важно, гледате, природно умот прави селекција поради тоа што имате мотивацијата. Кога човекот има таа мотивација, он природно прави што не треба да контролира. Ајде наједноставно да ви кажам. Замислете, некој е мотивиран, сака да отиде на Малдиви и добил некоја посебна понуда. 10 дена на Малдиви за 500 евра со карта купена, смешта, знам дека не постои таква понуда, ама измислувам. Еве, некоја понуда дошла. Гледате, он кога ја сака таа цел и сака да постигне таа цел, гледате колку контрола ќе има во неговиот живот. Сега ќе ви објаснам одма како ќе има контрола врз неговиот живот, затоа што го сака многу тоа. Мислите дека нема да најде некој што ќе го замени на работното место? Одма ќе најде некој што ќе го замени. Мислиш дури ако нема пари за таму, нема да успее да се поземи или да најде пари? Одма ќе успее да се најдат пари. Гледате, целната идеја ми е, кога човекот има некоја креативна, конструктивна убава цел која што на него му е важно да ја постигне, он ќе ги најде сите решенија. Со други зборови, ќе има контрола. Кога човекот нема никаква визија, кога нема никаква цел, он нема за што да наоѓа решенија и нема контрола. И стои на едно место, тапка, се вртка и уствари почнува да се занимава со такви глупости во животот, да кога човекот ќе почне да се занимава со глупости во животот, ти знаеш две работи. Едно дека е стопиран, затоа што нема никаква цел, или се разочарал од целта, па пак е стопиран
имал некојаш цел, сега веќе ја нема, и поради тоа што ја нема целта која што ја сака и која што му е битна, он се занимава со разни глупости кои што уопште не треба да му се на памет. И сега, кога човеков има оваа цел, треба да оди на Малдиви. И он сака да стигне, да го постигне тоа, да уплати. Он денеска све ќе исконтролира. Кафињата, 3 кафиња со другарите, на кои што он обично оди. Ама сега затоа што нема време, сега треба да збори со луѓе, треба да се организира, треба да направи нешто за да ги заработи парите и да ги однесе парите у агенција. Он прво не им се ни јавува на тројцава другари што постојано му го губат времето у кафич. Гледа, не им се јава. Зашто? Затоа што умот е фокусиран на нешто кое што е битно и он прави, вика не, селекција. Ова не ми треба. Ова толку небитно у мојот живот. И он одма прави контрола поради тоа што го селектира небитното. И човекот на тој начин прави контрола и на тој начин прави прогрес напред. Не може никој човек да направи прогрес ако се занимава со небитни работи. Видите, нема шанса. Ако човек почне да се занимава со небитни работи, он почнува да е стопиран. Затоа што небитната работа почнува да влага у твојот живот и ти почнуваш да губиш контрола. Ама почнуваш да губиш контрола врз целта. Почнуваш да губиш контрола уствари врз животот, поради тоа што е животот? Животот е имање на цел. Поради тоа што ти ако немаш цел, ти немаш живот, немаш енергија, не си у комуникација со иднината и не ја ствараш твојата иднина. Не го ствараш твојот живот, затоа што живот, кој ќе речеме, кој чив живот, мој живот, на не знам тој живот, на оној живот, секој има свој живот, ама нема живот ако не знае која му е целта. Нема живот ако нема нешто што го мотивира. Нема живот или квалитетен живот, он животари, што би рекле Србије, или преживува, што би рекле ние, ама не живее квалитетно, поради тоа што не е во релација со таа цел која што го исполнува и која што му е двигател. Многу е важно човекот да ја има целта која што ја сака, затоа што тогаш се прави таа неконтрола врз небитните работи. Гледате колку интересна работа, но луѓето ја немаат таа голема цел, поради тоа што за да стигнеш до некоја голема цел, ти прво имаш празен од. Што тоа значи имаш празен од? Па ајде да кажам за мене. Ја, например, кога почнав ова да го работам, ја сонував дека сакам да ја направам Македонија по-позитивна, ама не го знаев начинот како. Поради тоа што сакаш да предаваш на некој луѓе, ќе им збориш на некој, сум почнал од пријателите, сум зборел на пријателите, можеби на почетокот. Ама некој те слуша, некој не те слуша. Така? Ама ти ги имаш таа визија, сакаш да ја направиш Македонија позитивна, ама таа е толку далеку што уствари ти не ја гледаш таа цел. Не ја гледаш целта, не знаеш ни дали ќе успееш да го направиш тој сон да стане реалност. Поради тоа што е голем сон. Некој имате друг пример, некој човек сака, например, не знам, да освои прво место во пливање. Ама тој прво не ни знае дали уопште ќе го селектираат на надпреварот за да уопште се такмичи. Тој не е уопште во селекцијата на репрезентацијата. Сега гледате, тоа е толку далеку, затоа што целта која што ние сакаме да ја постигнеме обично е далеку. И луѓето тука се обесхрабруваат поради тоа што има многу празен од пред да почнеш да ги гледаш резултатите. Тоа се години од празен од. Години. Знаете, кога дојдат некојаш помлади деца кај мене, они одма милионери ќе бидат на 22 години и како да не ги разочараш да им кажеш дека на 22 години ретко кој станува милионер, а да ги охрабриш дека уствари можат, поради тоа што на 42, 52, 62 мислам дека имаат потенцијал да го направат тоа. Сега, што прават луѓето кога губат контролата? Поради тоа што имаат визијата, целта е малку далеку, ја немаат мотивацијата за да ги надменат сите тие предизвики и препреки за да стигнат таму, и она што почнува да се случува кога не ја гледаат целта и кога не гледаат дека се блиску до целта, почнуваат да се обесхрабруваат дека нема да го направат ефектот кој што го сакаат и тогаш почнуваат да бидат интересни небитните работи. И тогаш човекот прекинува да твори, прекинува да оди. И прекинува да креира, и прекинува да создава. Поради тоа што имате многу празен од, имате многу темница пред да дојде светлината на постигнувањето на некои цели. И луѓето се губат у темницата поради тоа што не веруваат дека има светлост од крајот на тунелот, а уствари има, која се однесува во однос на целите. Затоа што таа светлост е таму. Ама како што кажав на почетокот со автомобилот осветлува 100 метра. И се ти мора да веруваш дека во таа темница има пат. Знаете, во Америка зборуваат, има една изрека, вика,
Believing is seeing. Верувањето е гледањето. И втората изрека е seeing is believing. Гледањето е верувањето. Имате два типа на луѓе. Едните се сонувачи кои што викаат верувам и ќе видам. Зашто човекот мора да верува, толку многу мора да верува во себе, мора да е толку оптимиста, мора да е толку волен да предизвика што треба се предизвика од страна на акцијата за да се постигне таа некоја голема цел. А другиот вика да не, прво дај ми ти факти и докази, па ја ќе тргнам. Каде што обично не бива така. Прето што тој човек не може да е мотивиран, затоа што не верува. И контролата е уствари во верувањето. Затоа што ти не можеш да... Ако човек што не верува, он не трга. И човек што не верува и што е скептичен, он почнува да контролира све локално околу него. Он е локален контрол, микроменаџер 100%. Ама заборава дека мора да не контролира тоа, затоа што му треба време за да стигне до неговата цел. Ама човек кога не ја совладува таа темница, тој празен во однос на постигнување на целта и не работи на тоа, ако го нема резултатот одма, затоа што ќе го нема одма резултатот. И затоа луѓето не успеваат, затоа што не работат доволно години на целта која што сака да ја постигнат. Години зборам, 20 години, 15 години, 5 години, 25 години, и кога ќе видите сите луѓе кои што успеале многу, ќе видите дека тие со години, децени работат на тоа. Не работат 2 години, работат децени. Е сега, ти ако се посветиш децени на некоја цел, ти нема шанса да не си среќен. Ама тој човек што е посветен на таа долгорочна цел, тој има контрола врз животот, затоа што и животот му има значај. Тој човек што е посветен на малата цел во текот на денот и е локален контролор на се, на гласините, на озборувањата, имате некоја тетка у фамилија, таа локално контролира све, таа контролира до второ, трето колено сите оговарања и сите муабети ги знае, ама таа нема некоја голема цел, нема таа возвишена цел, таа е локален контролор, затоа што е некоја тетка, некоја баба, некоја нешто кое што знаеш дека таа едино што дојде ќе ти направи муабет за некој озборување кој што кажал, како кажал, и ти не се чувствуваш убаво во однос на неа поради тоа што знаеш дека и тебе те муабети. Гледате, таа е локален контролор, таа прво нема визија, прво нема цел, нема некоја облагородена цел, идеал да го речеме, зашто тоа е облагородена цел, друго име за облагородена цел, идеал, некои идеализми, некои работи за општеството, некои убави нешта кои што човек ги има. И ако човекот работи на тоа, мислите дека човекот може да има време за локални алаш вериш муабети, озборувања, кои што кажал и како кажал? Не. Не. Поради тоа што нема шанса да има време да го контролира тоа. Ете, времето е насочено на она на кое што ти значи. Е сега, ако тебе целта ти е важна и ако целта ти значи, ти нема да имаш време за банални работи. И ќе имаш многу време за банални работи, ако немаш мотивација, и ако немаш мисија, и ако немаш визија, и што е најважно, да веруваш во празниот од, кога не се вклопени сите коцки, а тие никогаш не се вклопуваат побрзо од колку што ти мислиш. Сите коцки се вклопуваат малку покасно од колку што ти мислиш, и тука е искушението човекот да заборави неговата собствена цел. И да се расплини и раштрка на целите кои што се глупи. Една река е јака зашто има корито. Ако и го трнеш коритото на реката, она ќе се разлее. Е таков е човек кој што нема цел. Шо ќе правиме на разлеана вода? Па немаш појма, ни комуналец не знае што да ја прави. Нема моќ. Кога реката има моќ? Кога има ограничување. Е са што е ограничувањето во нашиот живот? Главната цел, на која што ние даваме важност и внимание, прави еден тип на корито за глупиве работи и глупи игри од страна кои што ги има милион, само не им посветуваш внимание, а не им посветуваш затоа што им посветуваш внимание на целта, ама ако ти немаш на што да посветиш внимание напред, ти ќе посветиш внимание странично. И затоа мора да почнеш да возиш, зашто колку повеќе возиш кон целта, толку повеќе си фокусиран напред. Колава кога ќе прекине да вози, ти што гледаш лево, десно, некаде у телефон, ама не си фокусиран затоа што не возиш напред. Ама луѓе, има празен од. Зборувајте со секој човек кој што успел или релативно успел.
ќе ви каже дека имало период во неговиот живот кога може би мисел да се откаже, или кога му дошле сомнежи, или кога не ги видел веднаш резултатите. Тој е празен од за кој што зборувам. И мора човекот да е толку јак, толку да верува во себе и во изиднината и во својата цел, да уствари тоа му е основа за неговата јакост. Зборот верба на англиски е trust и потекнува да е збор нордски. Тоа е старонордски збор. Нордскиот јазик бил областа на Скандинавијата се зборела. И зборот trust доаѓа од стариот нордски збор trust, што значи сила. Сега ти, за да имаш сила, да поминеш низ тој празен од или темнината, фигуративно земено, мора ти да си толку светол да сам си го осветлуваш патот. Мора ти да си сопствената светлина. А ти си сопствената светлина, се доека ти си убеден дека можеш, дека ќе истрееш и дека вреди да го инвестираш твоето време на оваа планета, во овој твој живот, за да дојдеш до нешто кое што ти е убава и квалитетна игра. И ако ти не си убеден во таа квалитетна и убава цел, тоаш нема да си сијалец и нема да светиш. Ке се изгасиш во невербата на темнината од разочарањето, затоа што разочараниот човек станува потемен. Зошто разочараниот човек станува потемен? Затоа што заборил на неговата цел, затоа што не верува во неговата цел, затоа што не се надева. Секојаш го зборам верба, надеж, љубов, преубав деде празник, кај нас 30 септември, мајката Софија, Божица на мудроста, ги крстила трите керки верба, надеж, љубов, затоа што верби, надеж и љубов прават простор и се ризик. Луѓе, тргнете напред. Имаме ли ризик дека нема да ја постигнеме целта? Има. Ама бидете раштркани во глупостите на секојдневието, алаш видиш муабетите, оговорањата или шо и да се без врска муабети, не мислам дека ќе бидеме многу срекни. Таму немаме ризик. Дете, нема ризик. Сеј комотна зона, комфорт зона, у баричката сме, тука, со жабичките. Ако ќе трнеме напред, веќе стануваме некој кој што има за што да живе и за што да се бори. Ама доаѓаш во поквалитетната и поубавата вода. Не си у жабокречината, затоа што си више во оние места каде што уствари си горд на самиот ти. Ви посакувам да имате секојаш цел, да идете напред. И, она што е најважно, да верувате во себе и во моменти кога никој не верува во вас. Затоа што, гледате, колку повеќе ја сакате вашата цел, толку повеќе ќе верувате во неа. Нема да најдете луѓе што ќе веруваат исто колку што веруваш ти. Дај Боже да ги имате. Затоа многу често луѓето во темницата се оставени сами и ако не сјаеш и не светиш со својата верба, и затоа е многу важно да најдете таков тип на луѓе кои што се верувачки како вас, луѓе кои што имаат слични цели, имаат слична визија и затоа ви треба група. Без група е многу тешко. И затоа мора да најдете сличен калибар на луѓе како вас кои што се упатени во сличната цел и идат на ке слично остварување, за да се бодрите еден со друг. Но и ако нив ги нема, немојте да го заборавите овој муабет, дека има празен од, ама вели најтемно е пред да се раздени. Сега, ако продолжиш да веруваш, ти ќе си го осветлиш патот. Не очекувај дека е краток, не очекувај дека низ целиот тој автопат наречен твојата цел и твојот живот ќе има секојаш светилки, ќе нема. Ќе поминеш низ некои селски патишта, ќе поминеш низ некои калдрми, ќе поминеш низ некои неасфалтирани патишта, доека не дојдеш на автопатот. Но како одиш понатаму? Ќе се качиш на автопатот, каде што сите светлини ќе ти го осветат тој пат, но проблемот е дека човекот не верува дека во неговиот живот може да има таков автопат кој што е толку убаво осветлен, по кој што толку убаво се вози, без ниедна дупка и се стига на преубава дестинација. Тој пат постои, ама претходно мора да бидете волни да поминете низ селски патишта, патишта кои што се со дупки, каде што бандашите можеби ќе ви соштетат, каде што можеби некоја гума ќе дупнете, но сменете и продолжите понатаму, поради тоа што овој автопат за кој што ви зборам, тој го има и тој се вика автопат на вашиот живот. И кога ќе го најдете тој автопат и кога ќе стигнете до него, ќе видите дека ќе ви биде мило и ќе знаете дека можете да одите и во други патишта, кои што повторно ќе ги има тие селските патишта. Тоа е новата цел. Кај што ќе има повторно такви, патишта каде што амортизерите ќе ви се оштетат така натаму, но повторно ќе дојде и таму автопатот кој што е
автопатот на убавиот живот, на светлината, на постигнувањето и на успехот. Постојат тие патишта, се гледаме ние утре на предавање, а повторно на лајв во, па не знам, мислам среда дека сум Среда сме во Кичево, а четврток сме во Кочани. Така да се гледаме тек во петок. Поздрав, имајте убава вечер, а утре се гледаме у Скопје, хотел Карпош, 19 часот. Чао.